Силен е континуитетот кај македонскиот народ за одбележување на Илинденското востание. По 1903 Илинден за прв пат се одбележува во 1918 година, кога за кмет на Крушево е избран Наум Томалевски, еден од учесниците во востанието. Српската власт потоа целосно го забранува славењето, се до почетокот на 20-тите години на минатиот век, кога повторно започнуваат индивидуални иницијативи за негово одбележување. А најсилниот бунт кај народот се случува во 1940-та со илинденските демонстрации кои што ги предводи Методија Андонов Ченто. И особено со враќањето на бугарската окупаторска армија тука во 1941 година веднаш е направен обид со пароли од Крушево до местноста Мечкин камен да се испишат антифашистички, антибугарски пароли за да се избегне можноста да се даде право на окупаторот да го легитимира Илинден како негов празник. Во Крушево најголемиот обид и дострел извршен 1943 година, кога еден од партизанските одреди на сам ден Илинден вечерта извршиле напад и оневозможиле бугарската администрација да го прослави Илинден и да го присвои. И за време на НОП, Илинден се негува кај партизаните, кои како прекари ги носат имињата на илинденците, а партизанските одреди ги носат имињата на славните војводи. На првото заседание на АСНОМ, 2 август 1944, Илинден е прогласен за државен празник, а двата Илиндена наголемо се слават и празнуваат и за време на Југославија. 1969 година по повод 25 годишнината од одржувањето на првото заседание на АСНОМ во Скопје е одржана и свечена седница на Народното собрание. На неа присуствува и самиот Јосип Брз Тито. Тој е еден од говорниците. Дури и на оваа свечена седница, Собранието на Социјалистичка република Македонија донесува одлука да се воведе споменица на АСНОМ. Оваа научна трибина беше дел од годинешните одбележувања 10 дена Крушевска република. Како народ не сметам дека доволно си ја познаваме нашата историја и приказната за нашата држава. Мислам дека е од особено значење научната трибина, која што веќе трета година поред се организира во рамките на манифестацијата 10 дена Крушевска република. Ова е трета научна трибина посветена на Илинден во рамки на 10 дена Крушевска република, која што се возобновува по пауза од 20 години.